Надлежните институции апелираат до граѓаните за внимателност од пожари. Полицијата, противпожарната единица, Дирекцијата за заштита и спасување, преку заедничко соопштение предупредуваат од опасноста за појава на шумски пожари. Во писмениот допис испратен до медиумите, пишуваат дека со порастот на температурите се зголемува и опасноста од избувнување оган на отворен простор. Поради ова, на заеднички средби со представници на сите општински институции, договорена е соработка и мерки за поуспешно справување со евентуални пожари од поголем обем. Така, полицијата, Дирекцијата за заштита и спасување, како и територијалната противпожарна единица, бараат од граѓаните да не се пали оган на отворен простор и на необезбедени места, да не се палат стрништа, меди, пасишта и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се пали отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат од пушоци, да не се напушта огништето додека не се уверите дека огнот потполно е изгаснат. Според надлежните, со почитување на овие правила можат да се избегнат шумските пожари. Инаку минатото лето во Велес најголем пожар беше оној на планината Мукос над Степанскиот манастир. Големи шумски пожари беснеа и над селото Мелница, како и во атарите на селата Карабуниште и Сълб. Во сите три гореше букова и дабова шума. Со награди и бесценети импресии, актерката и режисерка Весна Димитровска-Бобевска се врати од Русија, каде нејзиниот играно документарен филм Пресвета Богородица Спасине учествуваше на 3 престижни меѓународни фестивали. Рамо до рамо со останатите земји, филмот на Бобевска уште еднаш ја промовираше македонската православна вера, јазикот и нацијата. На овие два фестивали, особено на вториот, на Златен витез, буквално се почувствував дека сум актер. Буквално ја почувствував светлата страна на оваа професија, значи почитувана до максимум и со самото сместување во хотелот и со самиот однос на фестивалот и односот на целиот фестивал, особено на организаторите, на директорот на фестивалот кон филмот и особено кон нашата земја, што многу ми значеше. Значи Македонија за прв пат зема учество на овој фестивал и представувањето по црвениот тепих е многу интересно, кога директорот на фестивалот ме најавува и кога вели од Македонија ни пристигна весна, или весна на руски значи пролет, и кога вели пролет од Македонија ни пристигна, но зашто не ни ја донесе тука? Филмот со верска и црковна тематика учествуваше на фестивалот на малите народи што се одржа во Чувашка република во конкуренција на играни филмови од целиот свет, но исто така неколку пати се прикажа и на реномираниот фестивал Златен витез што се одржа во Сибир. Одличен прием и интерес кај публиката предизвикал и на двата фестивали. Фестивалот, поточно филмот, мислам дека ќе го продолжи своето фестивалско живење и некако се го праќам на фестивали во Русија, бидејќи таму има многу црковни фестивали. Филмот е преведен и на англиски, се уште не сум почнала на англиско говорно подрачје да го испраќам. Овие фестивали, знаете, овие филмски фестивали се некако уникатно здружување на уметноста и религијата и се соединети воедно заради просветлување на социјалното пространство за возвишување на човечките души кои што се спремат кон совршенство. И можеби заради тој спој на уметноста и религијата и можеби затоа ми е поголем предизвикот на овие фестивали, но ќе го продолжи своето живење и поинаку. Иако без финансиска помош од ниту една институција, режисерката не се откажува од идејата македонската вера и нација и во иднина да ја промовира во светот. Филмот Пресвета Богородица Спасине од денеска учествува на уште еден престижен фестивал во Русија. Матурантите го полагаат вториот предмет од државната матура. Денеска го тестираат знаењето по странски јазик. Полагаат англиски, француски, германски или руски. Според правилникот за државна матура, средношколците од завршните години полагаат 4 предмети. На крајот од минатиот месец полагаа мајчин јазик, а во следните денови, односно на 13 и 16 јуни, ќе се тестираат по математика и еден стручен предмет. Вчера пак заврши екстерното тестирање, траеше 8 дена.
го полагаа учениците од 4-то оделение до 3-та година средно. Се проверуваше нивното знаење по 2 предмета. Раководителите на дел од училиштата во градот за време на екстерното тестирање изјавија дека тоа се реализира без проблеми. Забелешки по прашањата видовме до сега овие 2 термина што помина, значи нема, така да успешно она што очекувавме, бидејќи се подготвуваме долго. Прашањата се разгледани и од страна на учениците и од страна на наставниците, они континуирано си работат во текот на целата година. Екстерното тестирање првпат се реализираше минатата година. Учениците и нивните професори тогаш открија нелогичности во прашањата. По реакциите, Министерството за образование ги коригираше и годинава имаше забелешки, но и рок за доставување на приговори. Тимот од наставници заедно со учениците ги разгледа прашањата од екстерното. Она што не беше во согласно со програмите, го пративме како погрешка или како можност да се измени прашањето. Знам дека и на ниво на Македонија има многу реакции, меѓутоа сметам дека од оние последни контакти што ги имавме со ДИЦ, сметам дека сите ќе бидат изменети. Прашањата за екстерно тестирање можеа да се најдат на интернет. Министерството за образование ги објави на почетокот на мај. Период од 1 месец имаа учениците да ги пронајдат одговорите. Освен нивното знаење, со екстерното тестирање се оценува и работата на професорите. Добиените резултати ќе се споредуваат со оценките кои ги пишувале професорите. Инаку резултатите од полагањето државна матура ќе бидат објавени на почетокот на следниот месец.